Јас би сакал да прашам, бидејќи ми вече и вече на јавноста, дека во петок ќе имате информации до каде е обвинителот што има предметот за митото, за обвинението за мито во Македонска банка и случајот Загорец. Однос на кривична пријава која е доставена при крајот на минатата недела до јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, иако како што велите дека ви ветив, значи таа е примена негде, верувам, четвртокот или петокот минатата недела и е дадена на работа на јавен обвинител согласно редовниот распоред. Кривичната пријава е земена во анализа и во редовна работа, како и сите други кривични пријави. Ќе бидат анализирани сите околности во врска со тој кривично правен настан и за чекорите што понатаму ќе бидат преземени, ќе бидете благовремено известени. Јас имам прашање. Пред известно време Управата за финансиско разузнавање достави материјали до јавното обвинителство по случајот, односно по блокирањето на сметките на фирмата Актор, која што го гради автопатот Темиркапија Смоквица. Бидејќи е изминат законскиот рок од 30 дена, кога обвинителството треба да се произнесе по поднесена пријава, може ли да ми кажете до каде е тој случај? Значи, од Управата за финансиско разузнавање сметките беа блокирани веќе пред да ние да добиеме такво известување. Тоа е редовна постапка во рамките на 72 часа. Јавното обвинителство по одобривање на извештај за сомнителни трансакции предложи преку Основниот суд Скопје 1 Скопје да бидат блокирани сметките за потребите на истрагата, односно за потребите на предистражната постапка. Таа предистражна постапка е започната и трае, се преземаат одредени действија. Меѓутоа сметаме дека сметките на друштвото Актор не треба понатаму да бидат замрзнати, затоа што би се нанела поголема штета, а не би имала никаква штета на процесните действија на предистражната постапка. Значи случајот во предистражна постапка? Случајот е се уште во предистражна постапка, односно согласно новиот закон и се преземаат истражни действија, нема поделба на предистражна или истражна постапка. Согледате блокадата, се извинам, согледате блокадата, дали не преюдицира дека повторно може да... Ништо не се преюдицира. Ако има... на делото, што ние сме оценили дека во овој момент со блокирањето на сметките може само да се нанесе штета на како на изградбата, така и на друштвото, кое можеби понатаму би била недоместливо доколку дојде до некаква поинаква одлука, а ние со продолжувањето на истражните действија не прејудицираме никаква одлука на јавното обвинителство. Обвинителе, дали некои од лицата беа веќе повикани на разговор што беа посочени и на пресконференција од една опозицијска партија дека изнесувале пари во ваделе. Значи, во јавното обвинителство за организиран криминал презема одредени действија, кои и какви действија ги презема, дали повикува лица и кои лица ги повикува и како се повикуваат, тоа сепак во овој момент не би го коментирал. Имаше вчера неофицијална информација дека е укината пресудата за случајот Рове. Дали имате ви таква официјална информација зашто е укината со на тоа што во решенијата за притвор се продолжува притворот стоело дека е укината? Значи, јавното обвинителство на Македонија нема добиена одлука за тоа каква е одлуката по жалбите на обвинетите во тој кривично правен настан. Кога ќе добиеме таа одлука ќе ја коментираме. Јас од вас дознавам од медиумите, уште вчера, не ми јасно како, меѓутоа ете од медиумите е пренесена информација дека пресудата е укината. Кога ќе ја добиеме, ќе видиме од кои причини е укината, што нападствија се дадени и тоа ќе можеме слободно на друга прилика да ги коментираме. Имаше обвинувања за плаќање во кеш, каса прими, имаше транспаренција изгрешено за исто каса примање, ги разберувате ли сите случаи, стигаат ли тие? Ние, согласно нашите законски обврски, сите случаи ги анализираме во одредени фази и степени. Во случајот на Загорец Тумовски имаме низок степен на основаност на сомнение, меѓутоа сепак од јавното обвинителство ќе се побара за да се провери наводот дека во некој предмет има одредени потврди за одземени предмети, односно во кои се наведени тие потврди, сигурно дека ќе ги провериме и тие наводи. За случајот каса премија, тоа што го спомнува колегата. А ги погледнавте ли видеоматеријалите? Слушнавте ли разговорот на Загорец Тумовски со дело? Ние ги материјалите не сме ги погледнале, јас лично ги имам слушнато разговорите, односно
тоа што е од Тумбовац дадено до медиумите и слободно е да ги разгледаме и ќе ги анализираме и понатаму ќе преземе тоа што сметаме дека согласно нискиот степен на основаност на сомнение во тој настан ќе постапиме како што треба. Што значи тоа низок степен на сомневање, може да објасните ги сите? Не ве слушам. Низок степен на сомневање, што значи тоа? Во овој момент имаме само изјава на еден господин, на едно лице, кое со ништо не е подкрепена таа изјава, доколку ги подкрепиме тие изјави со некакви други докази, не мора докази, него материјали кои ќе го подигнат степенот на основано сомнение. Сега, што е основно сомнение, што е основно сомнение пишува во Законот за кривична постапка и навистина би навлегол во некоја друга фаза да објаснувам што е степен на основи на сомнение, што е степен. А јас ви објаснив затоа што во овој момент имаме само една изјава од еден господин кој не се подкрепува со други докази. А ние се обидуваме да ги добиеме каса прими документите, каса прими потврдите, кои ќе ги добиеме, ќе ги коментираме и нив. Јас прашував за друго каса прими, за обвинувањата на невладината Транспарентност Интернешнл, дека партијата на власт плаќала изборна кампања со каса прими, што им сте? Значи, од Транспарентност... Да, значи од Транспарентност Интернешнл преку господјата Сладина Тасева е најавена кривична пријава во врска со тоа, веројатно ќе биде и документирана и кога ќе добиеме таа кривична пријава ќе постапиме како и со сите кривични пријави. Само оваа пресконференција беше договорена пресе за тоа што и ви кажав и сметам дека тука веќе би... Само уште да ме прашам, дали сметководителката на актор Атина Зогуби е достапна на истражните органи? Јавното министерство на Република Македонија не постапува директно по предметот. Во овој момент не знам дали е побарано, односно дали е проверено, дали истата е достапна или не. Значи немам информација дали е проверено, дали е истата достапна или не. Степенот на сомневање за Македонска банка, што за другиот случај имате нели степен на сомневање дека низок, за овој случај како? Значи ви појаснувам и многу е лошо кога некому појаснувам ќе испадне дека ве поучувам. Значи кога имаме кривична пријава, по автоматизам мораме да постапиме по кривичната пријава, а да постапиме по допрен глас на вистина треба да има повисок степен на сомнение. Значи по кривичната пријава ние мораме да постапиме како и по сите кривични пријави. Ќе бара ли обвинителството вештачење на 4 телефонски разговори кои што ви се доставени на 22.4 со кривичната пријава од СДСМ? Во овој момент што ќе преземе јавното министерство по кривичната пријава нема да можам да коментирам. Зошто? Согласно Законот за јавно обвинителство, јавниот обвинител кој постапува по предметот целосно одлучува самиот кои дејства и како ќе ги преземе. Дали ќе одлучи или не, јас во овој момент не можам да коментирам.